Речиси 1 милион евра се слеале досега во државниот буџет од даноци наплатени на околу 2500 лица, кои пред 5 години имале доход од странство и истиот досега според евиденцијата на УЈП не го подмириле. Управата досега испратила околу 10.000 покани до граѓани да го пријават својот доход остварен во странство во 2020 година, а директорката Елена Петрова децидна: не се работи за собирање на средства во буџетот, ниту за нова законска одредба која ја применуваат ретроактивно, туку за закон што од секогаш постоел. Значи нема ретроактивна примена на законите. Ние како УЈП постапивме целосно, транспарентно. Апсолутно не се работи за покривање на состојби како немање на пари во буџетот, се работи за обезбедување на фер и правично оданочување. Од потегот на УЈП многумина граѓани што имале приходи од странство минатите години се најдоа затечени, а дел од нив што работеле во базите во Ирак и Авганистан денеска излегоа и на протест во Куманово за да го искажат својот револт. Но Петрова објаснува фактот што во минатото оваа обврска не била доследно применувана и некои граѓани не го пријавувале доходот, а УЈП не контролирала, не значи според неа дека законската обврска не постоела. Додава дека оние кои веќе го платиле данокот во странство нема да им се наплаќа повтор пат, но за тоа ќе им биде потребен доказ. Постојат институтите, даночен кредит, признавање на данокот, прифаќање на данокот платен во странство или враќање на данок платен во странство и слично, врз основа на кои што нели во определена даночна постапка кај нас со приложени докази може да се утврди дали колку данок треба да се доплати во Македонија. Но законите и меѓународните договори исто така спречуваат да не дојде ниту до двојно ослободување. Петрова вели ова е само почеток, тие како УЈП ќе зафаќаат една по една област каде што се забележува дека има ризици во собирањето на даноците и каде има губење на даночни приходи, се со цел на времено подмирување на законските обврски. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучовска пак во своето последно интервју за месечникот Економија и бизнис посочи дека нема да има никакви промени во даноците, но и дека ќе се отворат сите закони од областа на даноците и царините со цел да се види каде има неусогласености.